Венко Филипче си ги промени кадрите во врвот на СДСМ, побара сите од раководството кое тој го предводеше до голем пораз на локалните избори да се повлечат. Тие го послушаа, тој си донесе нови, но очигледно наместо обединување доби уште поголемо незадоволство внатре во партијата. Слух за критики на Бихачка нема, оние поранешни видни партиски ликови кои ги кажуваат своите ставови, секојдневно се мете на лични пресметки преку партиски соопштенија и пресконференции за еден инициирано исклучување од партијата. За Филипче, оние кои критикуваат за делувањето на СДСМ биле луѓе кои одработувале за други политички центри со цел дополнително да ослабат партијата. Наши поранешни функционери, еден поранешен функционер, други двајца претходно, едниот кој што не се појавил во јавноста, не знам од кога, со години. Некои луѓе кои што не се веќе во партијата, туку заминале во предавничката знам. И сега најнаш во овој момент излегуваат и се активираат и се гласни. Што е суштината? Раслојување на опозицијата, слабење од внатре? Ден по оваа изјава на Филипче, СДСМ побари исклучување на поранешниот директор на ФИТР Јован Деспотовски, кој му беше против кандидат на актуелниот претседател на партијата за нов лидер. Го обвинуваат дека од лични и финансиски интереси ја уривал партијата од внатре. Ако таа умереност сега станува закана за актуелниот партиски врв, тогаш СДСМ има многу поголем проблем отколку што и мислиме. СДСМ имала и ќе има многу поголеми личности од актуелниот претседател и никој од нив никогаш не се ставил над партијата, над нашето семејство. Тоа не е СДСМ, ниту некогаш ќе биде. Една лична порака за крај или за почеток. Венко, со една одлука не можеш ниту ќе дозволам да избришеш 30 години работа, љубов и жртва. Дека одработувал за други политички центри, Филипче директно го обвини поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов, откако тој побара оставки од партиските челници. Македонското законодавство познава убиство од небрежност, познава и убиство со умисла, но не познава само убиство со умисла, или тешка ви одговорноста, или ви тежи договорот, или си СДСМ, или си тезгарош. Прашањата ти ги поставиме после празниците. На партиската PR служба не и се допаѓа ниту критиките од уште еден поранешен градоначалник, оној на центар Саша Богдановиќ. Велат дека за пари ги продал партијата и бил одработувач на Александар Вучич во Македонија. Богдановиќ одговори дека ваквите пораки не лекуваат како да се одлични профили. На некои србофибни коалициони портали кои својата политичка кариера ја градат со србофобија, а се длабоко навлезени во СДСМ. Очигледно некој треба да му го одземе пристапот од Facebook страната и веб страната на СДСМ и на тој што ги пишува соопштенијата, затоа што ако има лични фрустрации од некого, не треба да ја користи партијата за свој пресметки. Моите укажувања се и лични до многу другари кои ги знам таму и истиот став го делат многу поранешни поддржувачи на СДСМ. Ако сватите, сватите, ако не, запаметете дека омразата води кон самоуништување. Критики за работата на СДСМ редовно стигнуваат и од други поранешни партиски функционери, еден од последните е Мирослав Шиповиќ, председател на Советот на општина Центар во периодот кога прв човек на општината беше Андреј Жерновски. Тој вели дека длабоко е потресен од сениорскиот тим во органите на партијата. Сите биле загубар до загубар. Пишува дека еден нема што честно работел за партијата и има честни намери, а барем половина имале бенефит додека СДСМ била власт. Сега само ги интересирало да се обидат да станат пратеници на следните парламентарни избори.